Македонија ја интензивира соработката со земјите од регионот и очекува да стане 30-та членка на НАТО, изјави македонскиот премиер Зоран Заев во обраќањето на самитот во Подгорица. Нагласи дека членството на Црна Гора во НАТО представува охрабрување, бидејќи покажува утисците можат да се издигнат и да придонесат за колективните потреби, но и за потребите и интересите на своите граѓани. Да, подготвени сме да соработуваме во интерес на граѓаните на нашите држави и низ интеграцијски процеси да го донесеме регионот до неговиот дом, до големото семејство на НАТО. Членството на Црна Гора во НАТО е охрабрувачка порака на Алијансата дека вратите се отворени за сите што ќе се издигнат над сопствените предизвици и ќе покажат дека можат да придонесуваат за колективните потреби и за сопствените граѓани. И честитам на Црна Гора, изразувам верба и подготвеност за акција за Република Македонија да биде 30-та членка на НАТО. Овие чекори што ги презема новата влада во Скопје според него треба да придонесат за развој на Македонија и на регионот. Заев изрази надеж дека тоа ќе го поттикне и забрза процесот на интеграција на Македонија во НАТО и во Европската унија. Иднината на Западниот Балкан е на запад, изјави во Подгорица американскиот потпредседател Мајк Пенс и најави дека ќе работи на врската помеѓу Европската унија, Балканот и САД. Од владата информираа дека американскиот потпредседател соопштил дека Македонија може да смета на поддршката од САД и изразил поддршка на политиките на владата како и на заложбите на Македонија за членство во НАТО. Јадранската повелба сама по себе е едноставно доказ на заложбата на Америка кон Западниот Балкан. Воспоставена уште 2003, Јадранската повелба ја покажува нашата долгорочна визија дека Америка има цврста заложба до денес да имаме една Европа која што е единствена, мирна. И повелбата почна со Америка, Албанија, Македонија и Хрватска како земји основачи. Сега целиот регион од Западен Балкан е вклучен во оваа повелба. Нека не постои никаква дилема околу тоа каква е улогата на Јадранската повелба. Таа повелба помага целиот Западен Балкан да се интегрира во најголемата алијанса од воен карактер, тоа е НАТО. Владината делегација, предводена од премиерот Зоран Заев, учествуваше на самитот на земјите членки на Јадранската повелба, на кој Македонија преседаваше и беше кодомаќин со Црна Гора. На самитот на земјите од Јадранската повелба учествуваа и премиерите на Албанија Еди Рама, на Хрватска Андреј Пленовиќ, на Црна Гора Душко Марковиќ и на Босна и Херцеговина Денис Звездик, како и на земјите наблюдувачи Србија со премиерката Ана Брнабик, Косово со преседателот Хашим Тачи и Словенија со премиерот Миро Церар.